bolesne za umiranje. Sa slava Božja sino da se proslavi. Prijatelj od naš Lazar zaspal, odam da go razbudam. Stani Lazare, stani, stani, Isus ti veli. Stani Lazare, stani, stani, Isus te ljubi. Zaspal dojke stane najmiliji. Mir vam, Tatko naš, koji si na nebesata, da se sveti ime to Tvoje, da se sveti ime to Njegovo nad sve koje ime. Gospod Isus Hristos, i niko ne može da go nareče Isusa Gospod, osvem preku Sveti Duh. Luge to što nema duh slavat nekog drug, što go ima duh od na ovoj svet, na ovoj padnost svet, da se sveti ime to Tvoje, da dojde carstvo to Tvoje, Njegovo je carstvo to. Pazite, carstvo to je Njegovo koje nema kraj. Njegovo to carstvo nema kraj. I sila ta je Njegova. Sila ta koja ima seko jedan od nas izvesen period na vremena milost na zemljata. Ova dolinjena senka smrtna. Znajete. Ние зборуваме за соединување со Господ Исус Христос. Во едно тело, еден дух, како што се соединуваат мажот и жената. Затоа Христос е представен како младоженецот, а црквата како невестата. Без тој принцип вие сте само делумни христијани, божемни. Значи со устата исповедуваат, зборуваат, а со срцето се далеко од мене. Дали си близко со срцето до Исус или си далеко? Тоа е важна одредница, раскрсница. Каде ќе завршиш ти? Што ќе си те случува? Те сакам, Господи Исусе Христе. Ние денеска ќе исчистаме штом се помолија местото на кое беа собрани, Дела 4 глава 37. Се затресе и сите се исполнија со Светиот Дух. Значи Петар и Јован исцелија еден човек кој 40 на години беше фатен. Злато и сребро неам, тоа што го имам, тоа ви го давам. И ги ставија во затвор, откако ги ставија во затвор, ги изнесоа пред народен суд, бидејќи се плашеа од народот. Кој ги стави па писмознанци, фарисеи, садукеи, и тие се молат потоа заедно, местото се затресува, сите се исполнија со дух, и ќе исчитаме како се молат тие заедно. Дај им, Татко, во името на Исус, на Твоите слуги, смелост да ја проповедаат Твојата порака. Смелост. Испружија раката Твоја за да исцелуваш. Тој исцелува. Да даваш видливи докази и чуда да се случуваат во името на Твојот свет слуга. Обрнете внимание, Исус е слуга. Исус Христос. И сега сите што поверуваа беа сплотени еднодушни, што никој од нив не зборуваше за својот имот, како за лична собственост, туку се им беше заедничко. Видете, кога би можеле ова да го разберат христијаните. Се мое е твое. Апостолите, значи, ако твојот имот не го ползуваш за Исус, тоа е тоа на што ви дава по 1 денар. На овој му дал 1 денар, на тој 2 денари и така натаму. И на крајот ќе те праша што направи ти. А тука имам маркер. Апостолите со голема смелост сведочеа за воскресението на Господ Исус Христос. Дали сведочиш со голема смелост? И Бог спрема сите нив беше многу благонаклонет. Ако немаш смелост, го немаш духот. Ако го немаш духот, не можеш да исповедаш за Господ. Немаш сведоштво. Меѓу нив немаше сиромаси, зашто оние што имаа ниви и куќи ги продаваа и парите од продаденото
им ги даваа на апостолите, а тие да секого му делеа според неговите потреби. Денеска луѓето се затворени во сопствен имот со имотни листови, тешко некој се откажува од тоа. Например, Јосиф, кога апостолите го нарекоа Барнаба, односно утешител. Дали утешуваш луѓе кои имаат потреба од Исус, кој беше од племето на Леви и родом од Кипар, имаше нива. Откако ја продаде, ги донесе парите и им ги предаде на апостолите. И сега ќе ви ја раскажам оваа приказна. Еден друг човек по име Анани, нас Исус ни дава примери за да разбереме како приказки за мали деца. Во договор со својата жена Шапира исто така продаде една нива. Дали ти продаде некоја нива и му ја даде на Исус? Што му даде ти? Но само дел од парите им донесе на апостолите. Значи, мислиш дека си во Исус, но еден дел си чуваш за себе. Се однесува на било што. Време, пари, простор, љубов, тврдејќи дека се тоа сите пари. Велиш дека си во Исус, а не си му дал се. За сето ова знаеш и неговата жена. Жена е црква, душа, волјата. Тогаш Петар му рече: Анани, зошто дозволи сатаната да ти го исполни срцето? Внимавајте сатаната да не ви го исполни срцето. Да го излажеш Светиот Дух. Да лажете и да прикриеш дел од парите што ги доби за нивата. И доаѓам, му викам, си се покајал, да и после ќе испадне нешто. Епа да и тоа. Кого го лажеш, мене или Исус? Пазете, нивата беше твоја. Ти имаш нива. Твоја работа беше дали ќе ја продадеш или не. Твоја работа дали велиш дека си во Исус или не. Кога веќе велиш дека си во Исус, си ја продал нивата, парите беа твои. Зошто се реши на измама? Ти се обиде да го измамиш Бог, а не луѓето. Ти велиш дека си во Исус, а си тераш по своје. Таа е целата суштина. Се однесува на нива и на се. Знаете, кога ги кани господарот на свадба, еден купил нива, друг купил волови, трет се оженил. Средниот е врзан за нешто, другиот си тера бизнис и така. Третиот врзан за земното. Кога Анани ги слушна овие зборови, падна и умре. Дали ти го лажеш Господ Исус Христос? Му велиш дека си во Него, а не му даваш се? Сите што слушнаа многу се исплашија. Ти си мртов без Него. Неколку момчиња станаа, го завиткаа во платно, го изнесоа и го погребаа. Вие ќе речете лош Бог. Не, тоа ти го кажува принципот. По околу 3 часа дојде неговата жена, влезе не знаејќи што се случи. Петар ја праша: кажи ми за колку пари, за толку ли пари беше продадена нивата? Да, за толку. И таа лаже. Се покајувам за секоја лага, за секоја крадење, за секој грев, за секоја прељуба. Да, за толку, рече таа. Петар и рече: зошто се договоривте? Им простувам на сите, да го ставате на проверка Духот Господов. Еве ги пред врата момчињата што отидоа да го погребат твојот маж, па и тебе мртва ќе те изнесат. И таа веднаш падна пред неговите нозе и умре. Кога влегоа момчињата, ја најдоа и неа мртва, па ја изнесоа и ја погребаа крај незиниот маж. Голем страф ја зафати целата црква и сите што слушнаа за ова. Знаете, она кога прашува жената, самаријанката што му дава вода од стариот бунар. Дали имаш маж? Таа рече не. Имала 7 мажи и ниједен не е вистински. Зборува за Исус, за водач на заедница, за водач на твојата душа. Дали е таткото и Исус? Он зборува за земни. Еден умрел, друг умрел, трет умрел. Смртници, телесни луѓе. Пазете сега. Преку рацете на апостолите беа покажувани многу видливи докази и чуда сред народот. Тие редовно се состануваа во храмот под Соломоновиот трем и сите беа сложни. Дали сте вие сложни во заедницата? Иако луѓето многу ги почитуваа, никој не се осмелуваше да им се придружи во храмот. Еве сега излезе новата книга Поуки во дух и вистина. Ја немам тука, ме заборев во Скопје. Ја испраќам на разни луѓе, добивам поволе и благодари што, значи, гледам дека има почит, има со духот што пуштам книги, што им помагам, а не доаѓа. Не се придружува. Ефте го тој стих.
Никој не се осмелуваше, луѓето многу ги почитуваа да им се придружи. Дали си ќе сакаш да се придружиш ти до Исус? Од друга страна се умножуваше бројот на луѓето што веруваа во Господ. Тоа е подобро, голем број мажи и жени. Луѓето изнесуваа на улиците болни, положени на носила и постели со надеж дека барем сенката на апостол Петар ќе падне на некој од нив и ќе ги исцели. Се собираа многу луѓе и од градовите околу Ерусалим, носеа болни и обземени од демонски духови, и сите беа исцелувани. Од што? Од самите себе, од старата природа. Кој ќе го повика моето име ќе биде спасен. Значи треба да го повикаш името Исусово. Не само со устата, со срцето. А со срцето се далеко од мене. Овој народ со устата ме почитува. Фали ме усто. Моја и твоја волја. Нека биде волјата твоја, татко мој, кој решава во мене. Чија волја исполнувам. Те сакам, Господи Исусе Христе, чија волја исполнуваше Исус. Исус се молеше со зборовите да биде волјата твоја, како на небото, така и на земјата. Матеј 6:10. Друг препев во Гидеони вели: нека се извршува твојата волја овде на земјата, како што се извршува на небесата, на небото. Значи, зборуваме за извршување на татковата волја во Исус, и сите нас, секој еден од нас, на едно место се вели да ја разбереме татковата волја во секого од нас. Исус не ја извршуваше својата волја, туку татковата. Исус не исцелуваше самиот. Ниедно дело не изврши. Он ги врши делата, вереше Исус. Он зборува низ мене. Тоа е почетна точка на чекорење следбеништво на Исус. Предавање, претопување, промена на собственост, промена на припадност, предавање на власт врз тебе на Исус. Му се предаваш во Негова власт и управување и исполнување на Неговата волја. Без тоа вие сте своеглави, автокефални. Исус треба да пострада за нас, да биде распнат. Тој го знае тоа и се моли вака: Оче мој, татко, ако е можно, нека ме одмине ова чаша, но не како што сакам јас, туку како ти што сакаш. Татко мој небесен. Матеј 26:39. Се враќам пак кај тебе. Сакаш ти да се вратиш кај таткото небесен? Исус вели да биде како што сака Отецот. Не е Бог, татко е. Отец на сите, татко на духовите. Кога ќе дојде духот, ти ќе викаш: татко, ава, оче. И мене ќе ме прослави, вели Исус. Само него ќе го славиш и ќе велиш: Господи Исусе Христе. Не можеш без духот, затоа луѓето слават се и се што. Си ги слават своите земни, телесни, поделени деноминации. Држат таткова жена, учениците спијат. Држат таткова жена. Кој е тоа? Заедницата. Еден час не може да останат будни, 26:40. Учениците, немојте да заспиете. Исус им вели да заспиете во овој паднат свет. Исус им вели: бидете будни и молете се, за да не паднете во искушение. Духот е бодар, но телото е слабо. 26:41 Матеј. И пак Исус се моли: Оче, татко мој, ако не може да ме одмине оваа чаша без да ја пијам, нека биде волјата твоја, Негова волја. 26:42 Матеј. Друг препев Гидеони вели: јас ке ја исполнам твојата волја,
Tatko moj nebesen, se vraćam pak, mu veli Isus na Otecot. Tvojata volja, da li ti brate i prijatelje, isto taka mu veliš na Otecot? Neka bide tvojata volja, ili si ja ispolnуваš svojata volja, si imaš svoji želbi, svoji misli, svoji zamisli, svoji stavovi. Ti toga živeš svoje glavo su duhot na ovaj svet. I go nemaš duhot Isusov, koji go nema duhot Isusov, ne može da se nareče hristijanin. Ne samo da se nareče, da bide vo Marko 14:49 Isus veli od kako go fatija. No neka se ispolnat go fatija, go predado pismata. Neka se ispolnat pismata. Kako što bilo pišano, veli naši od makedonski narod, toj se griži da se ispolnat pismata, zapišani po voljata na Tatko to nebesen. Pročital 100 knjigi iljada, doktor na nauki, predava, citira lugja zemni. Ne znaje što pišu ovo sveto pismo. Ne znaje deka ima duhoven svet, deka ovo je minljivo. A veli deka gleda i gre od mo stanova. Toj se griži da se ispolnat pismata zapišani po voljata na Tatko to nebesen. Isus ne zboruva od sebe. Duhot na Otecot zboruva od Isus. On gi vrši delata. A ti, da li zboruvaš od sebe i gi vršiš ti delata? Po drug prepev se veli, no mora da se ispolnat zapišanite predskažuvanja za mene. Isus 14:49 Matej. Slovo koje ne se vraća prazno. Dvoostar meč na duhot. Izgovoreni vo vjera i vo zajedništvo sa Isusom desната strana. Zborovite Isusovi nema da preminat. Небото и земјата ќе преминат, ќе исчезнат. Зборовите Исусови нема да преминат. Чија волја исполнувам? Чија волја исполнуваш христијанину? Исто како Исус татковата, или својата, телесната, сатанската, паднатата, грешната? Филипјаните 2:13. Зашто Бог, Отецот, е оној кој во нас прави, кој во вас прави да сакате, да сакаш, да действувате, да живеете според неговата волја. Тој знае што е најдобро за секој еден од нас. Ти не знаеш, него гледаш духовниот свет. Но мора да му ги предадеме клучевите од моето, од твоето, од нашето срце, вистински да живее во мене. Да управува, да ме промени, да ме накалеми на духовното царство, на духовната љубов која никогаш не престанува. Друг препев зашто Бог Таткото действува во вас за да ве направи желни да сакаш, способни со сила од десната страна да го работите она што тој го сака. Неговата волја. 2:13 Гидеони. Те сакам, Господе Исусе Христи, и ти благодарам што овие слова ги отвараш, да ги допреш сите оние кои се гладни, жедни, кои ќе повикаат кон тебе со сето срце, кои ќе се покајат со срцето, ќе разберат и ќе бидат исцелени. И ќе исполнуваат, ќе разберат што е твојата волја. Моја, твоја, неизина, негова, нечија или неговата со голема буква татковата волја. Исус не ја исполнуваше својата волја, туку волјата на Отецот. Ти која волја исполнуваш? Беше послушен Исус, возлюбен до смрт на крст. Плати за нас по волјата на Таткото Небесен. Прави и ти така, оди и не греши повеќе, пази да не те снајде уште нешто полошо. Плати за нас по волјата на Таткото Небесен, прави и ти така. А тие, спасени, крстени, новородени, го знаат Словото. Кој го спознал умот Господов? Го знаат Словото. Сега знам нешто, Коринтијаните, а тогаш како што мене ме познава Господ. По нешто знаеме, по нешто пророкуваме, по нешто. Значи, спасени, крстени, новородени го знаат Словото, а си живеат, си тераат по своја собствена волја. Не.
Нема да умрам, туку ќе живам. Не. Нема такво христијанство. Не е тоа единство во дух и тело со Исус и Отецот. Тоа е духот на овој паднат, грешен свет. И без разлика што ти мислиш или се нарекуваш христијанин во земните поделени телесни цркви, ти одиш по широкиот пат што води кон смртта. Те сакам, Господе Исусе Христе. И уште повеќе ќе те љубам. Ти благодарам што и во овој ден ми ги отвараш овие живи слова да изречам живот на секаде оние, на секаде каде што срцата ќе се отворат и ќе се предадат во сопственост на Исус. И ќе ја исполнуваат Твојата волја со радост, да бидат сотрудници, да сакаат да работат за Царството Божјо, чии имиња се запишани во книгата на животот. Те сакам, Господи Исусе Христе, предавам се во Твоите раце, мојот имот, мојата тело и душа. Ти благодарам што ме исчисти од секакви гревови, проклетство, магии, што ја примам Твојата сила. Ја предавам и Македонија во Твоја собственост, ја враќам. Да ни помогнеш да се додржеме како оној македонец што повикува дојди во Македонија и помогни ни. Дојди во секое срце. Ги предавам двете заедници. Бегај од нас, Сатано, во името Исусово. И не враќај се повеќе. Бегај од Македонија, Сатано, во името Исусово, и не враќај се повеќе. Бегај од мене, Сатано, во името Исусово, и не враќај се повеќе. Со двоостар меч и мечот на духот ги раскинувам сите пранги што Сатаната ги фрлил врз мене, врз заедниците, врз македонскава земја. Силата Исусова во мене, љубовта Исусова во мене, мирот Исусов во мене. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус, во секое срце Исус. Од земјата до небесата, пред мене, зад мене, околу мене, низ мене, во мене, Исусе и само Исусе. Додека ми чука срцето, ќе повторувам, Господе Исусе Христе, со Тебе можам да направам се. Се што е од Исус нека остане кај секој еден од нас. Се што не е од Исус да си замине и да не се враќа повеќе. Овде, во срцево, живее Исус Христос. Мир вам до Божјо Царство Небесно. Татко мој небесен, се враќам пак кај Тебе, Татко мој небесен. Имаш ли ти татко на небесата кој создал се и кој е љубов која никогаш не престанува? Амин. Та болест не е за умирање, са слава Божја Сино да се прослави. Пријателот наш Лазар заспал, одам да го разбудам. Стани, Лазаре, стани, стани, Исус ти вели. Стани, Лазаре, стани, стани, Исус те љуби. Заспал тој ќе стане најмил